сите и добродојдовте во Тин Минсана. Конечно е вторник и конечно повторно само една емисија помина од како игравме Never Have I Ever, ама денес повторно имаме една игра што е подеднакво актуелна како ова што само што кажав. Играме Kiss, Marry, Kill и имам премногу интересни и забавни гости. Дел од нив ги знам од дебата, дел од нив онака што се дружиме во приватен живот. Мислам со сите се дружиме во приватен живот, така што верувам дека ќе ви биде забавно да не гледате, но и дека вие ќе играте со нас и да си ги представам. До мене веднаш е Климентина. Здраво. Од десно е Оли. Здраво. И до Оли е Бојан. Здраво. Денеска, како што ви кажав, ќе ви бидеме многу интересни за гледање, така што останете пред малите екрани и јас не би многу да должам. Имаме познати личности и одлучуваме кои од тие личности би ги бакнале, со кои би се ожениле, омажиле и кои би килнале многу јак збор. Јас мислам тоа да го преведеме некако отфрлиме, ама ќе кажуваме кил. Реално. Да. И ајде да почнеме. Кој ќе влече прв? Не знам, ајде Бојан, ти си единствен тука што знаеш ко. Ајде. Били Айлиш, Леди Гага и Джейло би убила Леди Гага, би се омажил со Джейло, би се оженил тој со Джейло. Ние не приведим Би тоа. ја бакнал Били Айлиш. Океј, Ајде, Оли. good choice. Буквално Лео Меси, Кристијано Роналдо и Неймар, Кил Лео Меси, не знам, Мери Кристијано и Кис Неймар. Кои се за јас што би требало да влечам? Од Ние оваа сме страна? тука женски. Да. Енрике Иглезијас, Зейн Малик и Сем Смит. Би се оженила со Енрике Иглезијас, би го бакнала Зейн Малик и би го килнала Сем Смит. Зошто? Едноставно најмалку го слушам, да кажам така најмалку. Добро, ту убија сите фанови на Сем Смит. Чекај сега. Вака Климентина мораме вакам. Џастин Бибер, Шон Мендес и Джейсон Деруло. Би се омажила со Шон Мендес, а би губила Џастин Бибер, дефинитивно. Како смееш тоа да го кажеш? Не може. И би го бакнала Джейсон Деруло. До негде добар избор со Џастин. Адел, Камила Комбео и Лана Дел Рей. Кис Лана Дел Рей, Мери Камила Комбео и Кил Адел. Најс. Можам да го видам тој човек. О, мислам дека Ана го сакаш ова ливче. Новак Џоковиќ, Рафаел Надал и Роџер Федерер. Би не знам, Кис Новак Џоковиќ и Кил Рафаел Надал, Мери Роџер Федерер. Вие се договориле се против моите избори. Бред Пит, Дейвид Бекам и Хери Стайлс. Би го бакнала Бред Пит. Да, би го бакнала Бред Пит, Мери Хери Стайлс и Кил Дейвид Бекам. Што? Yes. Како што вие не се согласувате со моите избори? Мала шала. Джек Джонс, Еминем и Дрейк. Епа, би се омажила со Джек Джонс. Би го бакнала Еминем и не знам, останала да го килнам Дрейк. Реално тоа Да останува. измешаме. Дуа Липа, Рита Ора и Тейлор Свифт. Мери Дуа Липа, Кис Рита Ора и Кил Тейлор Свифт. Брзо ги прави човек, се скала. Да, Се знае. О, Што, кој знае што е ова, не спаѓа левцињата. Дейвид Гета, Мартин Гарикс и Келвин Харис. Дейвид Гета фајлда би го бакнала, Мартин Гарикс Мери, уште му го паптам концертот. И Келвин Харис, тоа е. Уште само едно ливче останува за нас? Не, бајде, не знам. Ги измешав овие, требало вие да што ги се немате земено. Ед Шаран, The Weeknd и Робин Шулц. Робин Шулц не го знам, така да не го уште веднаш. Го ликвидира. Го килнувам. Би го... Ајде би го бакнала Ед Шаран, би се Мери The Weeknd. Ниједен од нив не ми е нешто толку спешал, ама најдраг ми е
The Weeknd. И Нека земе Чекай некој од сега. нашите. да, дефинитивно. Мора ќе ги свртиме уште еднаш, што имаме време. Кои се само Ево од овие нека бира. Ајде од овие две. Златната рака. Бред Пит, Дейвид Бекам и Хери Стайлс. Епа, ќе се омажам со Бред Пит. Добро близко бев, нас го бакнав Бред Пит. Да. Ќе го бакнам Дейвид Бекам. Ќе Ама го убијам губи. Хери Стайлс. Тоа е мојот choice. Да. Еве, нека биде се ова. Уф, Карди Би, Ники Минаш и Бионсе. Би ја убил Ники Минаш. Би се ожени, омаж, ожени со Бионсе. Леле, ама И би ја бакнал Карди Би. Пластична. сериозно, онако кукла. Па шо? Well, близко е. Мислам дека тебе ти се падна презка. Енрике Иглезиас, Да. Зейн Малик и Сем Смит. Бидејќи се карам дека ќе губија Сем Смит, сега нема да губиам по втор пат. Ќе губиам Зейн. Барем не губи Енрике. Валда Кис и Енрике Мери. Добро е. Тука барем еднаш да се согласуваме. Дейвид Гета, Мартин Гарекс и Келвин Харис. Со Мартин би се сега ти ми исполбуни, би се омажила. Со Келвин би се бакнала и Дейвид би го... Зошто? И сега ова останува за тебе. Има Внимавај, ова скапоцено не беше. богатство. Ед Ширан, The Weeknd и Робин Шулц. Не знам, леле. Чекај да си помислам. Би го бакнала The Weeknd. Не знам. Ајде, мисли. Драмрол. Би се омажила со Ед Ширан и би губила Робин Шулц, вајда. Истиот избор го имавме. Да. Бојан, како внимателно. Ким Кардашиан, Кендал Дженер и Кайли Дженер. Може би моментално се најактуелни Да, по јас мислам. социјалните мрежи. Фейк, да? Не знам, Мери и Кендал Дженер. Ниедна не би било да вие двете се добри. Ајде, мора Трите се добри. Ајде, не знам. јас посватив тебе. Јас со сите три бил. Ајде, мора да убиеш некој. Не една, не две, Епа, три, ајде. па кај три, па уште и Кардашиан. Клан на убави жени. Кис, Ким Кардашиан, Мери и Кендал Дженер, Кил Кайли Дженер. Тоа е чуден избор. Поприлично. Ја не го имав ливчето што Епа. двете одборовте. Така што Колку ќе ни не се... знам кој од овие, ама одбери едно. Леле. Ајде. Джастин Бибер, Шон Мендес и Джейсон Делура. Ана ќе ме мрази, ама пак кил Джастин Бибер. Дали по втор пат ти се падне истото? Не, јас го- А, ти она го имаш, губи. да. Она губи преска. Два пати Шон не Мендес губија. би го вакнала и би се омажила со Джейсон Делура. Епа дај сега истото ливче на мене и јас вака ќе се кажам. Джастин Мајче Бибер, наша. Мери, сори Хайли. Шон Мендес би го бакнала и Джейсон Делура би го убила. Би го отфрлила. Да не биде после свириме губила. страшни вести, како и да... И вака, ајде. Кој од овие ќе го земеш? Клементина. Се надевам не ти се паднала. Истото. Истото? Со Бред Пит. Земи од овие. Епа, едно од овие две. Чекај, Нема среќа. ова ти се падна тоа? И ова ми се падна. Вау! Има ли некој што не се падна на Клементина? Или сите ги поминавме? Мартин Гарис го имаше ти? Не. Епа, ета. Ајде да видиме што ќе одлучи за него. Мери Мартин Гарекс. Одма. Би го бакнала Дейвид Гета. И него многу го сакам. И Келвин Харис. Јас го слушам Дейвид Гета, ама така. Ти губи ги Дейвид Гет. Да, го Не се слушам важи. Дейвид Гета, ама немам као краш на Дейвид Гета, што само за тоа не би можела да бакнам некој на кој немам краш, разбираш? Па добро, ако немаш краш на некој, иначе ќе треба да го убиеш. Морав да изберам, другите двајца ми беа подраги. По блиску до срцето ми беа. Ајде, Бојан. Уф, македонски дуели. Лила Филиповска, Маријана Станојковска и Елена Ристевска. Замисли некој од нив да гледа епизодова. Некогаш?
Мери Лила Филиповска, Кил Елена Ристовска и би ја бакнал Маријана Станајковска. Ова дека наши па како тип го кажа, че Да, не не се слушаат. слушнам. Како my choice at all. И ти имаш уште едно, мислам дека така. Се надевам. Реално малку ливчиња. Да. Ед Ширен, The Weeknd и Робин Шулц. Би го киснала Ед Ширен, најверојатно. Мери The Weeknd и Kill Робин Шулц. И толку имаме ливчиња. Како се поминавте? Супер. Многу ба. Да. Јас мислам, ни треба повеќе време, онака и неколку игри, нешто да правиме интересно, вака ептен ни се поклопуваат енергиите. Има многу челенџес на светот. Да, да ме викнам пак некој челендж. Ај кажете ми пример за следен челендж, вака да ветиме дека повторно ќе ми дојдат. Не знам, Would you rather? Да, мене ми го предложија тоа на стори на Инстаграм, Would you rather. Тоа ми е многу како што би било која би била, ама интересно е. Да. Да. Ти Бојан, што ќе кажеш? Па, женските бираат, јас ќе потврдам само присуството со задоволство. Значи, ти само тоа... Види, поканата во ваква студио, во ваква убава атмосфера, секоја ше добро дојдена, а јас со задоволство ќе ја прифатам. Лела Бојанова е вака како го срочи во една убава реченица. Мислам, мене ми е драго што прифативте да дојдете да играм играва. Ала ти на поканата се ме викна да дојдам. Да. Фала, дека можеме до утре ние. Ама ќе продолжиме со фала зад камерите, се надевам дека и вие игравте со нас, дека во најмала рака ви дадовме идеја за нели како да се забавувате и да ви биде интересно кога сте со друштво или пак по дома, сеедно. Бидете со мене следниот вторник и се надевам дека уживавте. Оваа емисија ќе има на YouTube веќе за неколку дена, така што ќе можете да ја погледнете и поддржите ја нормално со лайк, вакви убави, успешни, амбициозни тинеџери да си ги пофала моите гости. Мора да се поддржат, нели? И се гледаме наскоро. Чао, чао!